Одбраната на екс-градоначалникот на Карпош и поранешен прв човек на Царина Стефан Богоев ќе го обжали 30-дневниот притвор во законски предвидениот рок од 24 часа. Во телефонски разговор ни потврдија дека документот е подготвен. Неговите бранители не очекувале таква одлука од судот, бидејќи станува збор за предмет од финансова природа. Не очекувавме искрено таква одлука, особено што станува збор за предмет кој што е од финансова природа, не е од насилен криминал. Како што сме запознаени, не само што ние како одбрана понудивме гаранција, него и другите бранители за другите осомничени имаа понудено гаранција, со кое што мислам дека во комбинација со другите мерки на предпазливост можеше да обезбеди присуство на осомничените и оневозможување нивно за меѓусебна комуникација меѓу себе, како и со сведоците кои што би биле во постапката. Одлуката за 30-дневниот притвор за екс-директорот на Царина Богоев предизвика лавина реакции кај политичките партии. Од владеачката ВМРО-ДПМНЕ велат дека Богоев чекорел постапките на поранешниот премиер Зоран Заев и затоа побарал подкуп за местење на тендер. Детето на Заев, Стефан Богоев, продолжи по неговите стапки, како првиот, така и другиот. Едниот бараше евро за брат му, овој за себе. Александар Спирковски Джемо, поранешен председател на ООН СДС во Прилеп, од јавно достапните информации, заедно со поранешниот подпредседател на СДС Стефан Богоев, договарале која фирма треба да го добие тендерот за одржување на хигиена на граничните премини и терминали, а со тоа директно овозможиле правниот субјект да се стекне со противправна имотна корист во износот над 18 милиони денари. Поранешниот председател на градската организација на СДСМ, Васко Кичевски, преку објава на социјалните мрежи, рече дека случајот е неправеден и покажува селективен пристап во правосудството. Како и по обичај, во Македонија во затвор се оди за украдени кебапчиња, но не се оди ако украдеш стотици милиони. Не се оди ако труеш народ со хемиски супстанци кои се строго забранети. Не се оди ако труеш народ со палмино масло. Не се оди ако шверцуваш 5 тони марихуана. Жал ми е што Богоев ќе мора на свој грб да ја почувствува неправдата и да изгуби месеци од својот живот, раздвоен од фамилијата, а на крај сите ќе ја разберат вистината, кога ќе излезе дека од целиот случај нема ништо. На поранешниот директор на Царина Стефан Богоев и на уште 3 физички лица судот им определи 30-дневен притвор, бидејќи се сомничат дека во период од јули 2023 година до март 2024 година местеле тендер за чистење на гранични премини и терминали. Богоев според обвинителството за наместениот тендер добил подкуп од 1800 евра. Според обвинителството, наместениот тендер на фирмата ја овозможил да се стекне со противправна имотна корист во износ од околу 300.000 евра.